Тоа не значи дека не можам овдека да го кажам. И го кажувам и останувам на тоа, дека не се одзвесува на македонската реалност. Другите принципи да решиме за полицијата. Изборувам малку поопширно. Се извинувам што е така. Меѓутоа реков дека се малку вакви седмици и можности во животот на еден човек, сакајки или не сакајки. Изборувам обширно затоа што сметам дека македонскиот народ е во заблуда. Тој денеска е опсипан на вести, во вестници, од невладини организации, од разни емисари, од партиски доброволци, од различни мешетари, е опсипан со објаснувања дека ова е договор за мир, дека секој што е против тој договор е за војна, дека со овој договор се ќе биде постара, дека ќе тече мед и млеко, без да излезе некој и суштински и реално да му каже од кај тргна работиве, а какви ќе бидат после ова. И мислам дека ние немаме право, како пратеници, како луѓе одговорни пред македонскиот народ, тие работи да ги премолчиме. Да видиме што пишува за локалните началници на полиција и да си предпоставиме како ќе изгледа тоа во живо. Односно, како ќе изгледа тоа во Тетово или во Гостивар после 6 месеци. Локалните началници на полиција ќе ги избираат совети на општините од листи на кандидати предложени од страна на МВР и истите редовно ќе комуницираат со советите. Ја не знам дали вие планирате, како пратеници, се обраќам на сите, али македонци, ама македонци, кога ќе заврши целова пародија и фарса, да одите во Тетово. Некои кои што ќе коалицираат со Али Ахмети ќе може да одат во Тетово. Тие што нема да коалицираат со Али Ахмети, планираат ли да отидат во Тетово, ама да не бидат пратеници, да им заврши мандатот? Тоа значи дека вас ќе може терористот што денеска пука и убива македонци, затоа што нема да го идентификува никој од вас, ќе нема политичка волја да се затворат тие, ќе ги амнестирате. Тој ќе биде полицаец, оти нема да може да бидат во полицијата примени најнебитните терористи, ќе бидат најинстакнатите, најдокажаните, затоа што ќе им треба имунитет од државата. Тие ќе бидат полицајци кои што вас ќе ве легитимираат во Тетово и во Гостивар, и ако не им се допаѓа нешто кај вас, може да ве измалтретираат колку што сакаат, и понатака ако се спротивставите, ќе може да кажат дека се спротивставиле на апсење и вие да бидете криви. И во тој случај требаше да гласате за алтернативниот пат, што ќе оди преку Македонски Брод за да одите за Охрид. Доколку мислите да одите за Охрид, а да го поминете Тетово, односно да не влезете во Тетово. Ако некој пат во живот повторно се вратат работите како што некогаш биле. Ајде да не речам Теарце и Лешок. Јас така ги гледам овие работи. Оти во Тетово и Гостивар советот не може да биде ни приближно избалансиран, не може да биде одраз на оваа ситуација што имаме во парламент, туку на некои други бројки и проценти ќе биде одраз. Што значи дека ќе биде албанец. Што не значи дека до сега не бил. Имало оваа коалиција во знак на доверба, имаше и поставуваше. Меѓутоа, од утре ќе бидат терористи началници на полиција. И многу ме интересира за пратеничката група на СДСМ,